24 часа на ден, менеджментот на Кочанскиот Пайпер Мил размислува што понатаму откако Инспекторатот за животна средина наложи фабриката работењето да го продолжи исклучиво на метан. Оваа одлука дома ги испрати сите 120 вработени, па сега се бара правен начин како да се реши статусот на вработените. До донесување на одлуката, фабриката кон нив ги има сите законски обврски. Сепак, уште поважно од ова е дали воопшто фабриката ќе продолжи со работа, зашто генералниот директор Јулијан Даскалов искажа повеќе забелешки. Најпрвен морам да констатирам дека решението на инспекторатот е базирано на резултатите на едно од десетиците мерења, а во предвид не се земаат спроведени мерења од страна на акредитирани домашни и странски лаборатории. Понатаму, принудени сме да работиме со метан, кој во државата не може да се набави, а увозот и алтернативите се двојно поскапи. Објаснува Даскалов. Едната лабораторија, Фармахем, македонска лабораторија, утврди неколку пати надминување на граничните вредности, додека Лабленд, бугарска лабораторија, која што мереше после Фармахем, утврди дека се емисиите во рамките на дозволеното. Пристапивме кон вреднување на потребните акредитации што ги поседуваат или не ги поседуваат овие лаборатории. Вештото лице кое што го ангажиравме по препорака на Институтот за акредитација утврди дека мерните методи кои што ги има применето бугарската лабораторија всушност не се применливи на овој вид на стационарен извор на емисии. Но ова се само дел од големите главоболки на менеджментот во овој момент. Зад нив има уште поголема мака која гласи: за 5 години во фабриката во технологија се инвестирани 7 милиони евра, а веќе е нарачена најсовремена технологија од 15 милиони евра, појаснува Даскалов, напоменувајќи ја и сериозната опција селење на бизнисот. Во таква варијанта, 120 луѓе во Кочани остануваат без работа, но со нив во неволја влегуваат и домашните добавувачи на хартија, транспортерите, сервисерите и сите останати. Од друга страна, здруженијата и граѓаните кои со Пайпер Мил поради загадувањето на воздухот во војна се најмалку 2 години, сега спијат и дишат нормално. Побитките ја добија и војната за здравје.